Продолжуваме со разговор во студио. Традиционалните занаети во Македонија одат во заборав, поради слабиот интерес кај помладите генерации да ги наследат вештините за нив. Главна причина за ова е слабата исплатливост, но и сивата економија која го уништува занаетот. Искуството на Германија покажува дека доколку правилно се развива, занечиството може да биде цврст темел на економијата на една земја. На оваа тема разговараме со професори по македонски јазик од Средното државно училиште на град Скопје Димитар Влахов. Станува збор за Оливера и Дарко Николовски, Оливера Петрушевска, се извинувам, и Дарко Николовски. Добре дојдовте официјално во студиото на телевизија Нова. Добро ве најдовме и благодариме за поканата во вестите на ТВ Нова. Јас би започнала од потребата од занаети и занаитчи на пазарот на работна сила. Каква е потребата во Македонија конкретно? Потребата е голема, затоа говорат и големиот број на саеми кои што се случуваат со цел или вработување од занаетчискиот сектор. За жал, веќе побарувачката е многу намалена. Од година во година има се помал број на деца кои што се запишуваат на вакви занаетчиски училишта. Токму затоа и денес со колегата Дарко сме тука присутни да кажеме која е нашата опција и зошто треба да се запишат децата на изучување на занает. Имаме повеќе струки кои што ќе ги објасни нашиот колега Дарко. Да слушнеме. Да, во нашето училиште имаме повеќе струки, како што кажа колешката Оливера, хемиско-технолошка струка, струка лични услуги и графичка струка. Во рамките на струката лични услуги ги нудиме образовните профили фризер со 3-годишно траење, козметички техничар и естетичар за нега на раце и нозе. А од оваа година можеме да се пофалиме само во нашето училиште ќе имаме нов образовен профил. Тоа е профилот неговател воспитувач за деца со 3-годишно траење и преку наставата и преку сите тие методи кои што ќе ги примениме, ќе се обидеме да имаме квалитетни кадри кои што ќе бидат утре на пазарот на трудот. Исто така во рамките на хемиско-технолошката струка ги имаме хемискиот млекопреработувач, месопреработувач, прехранбен техничар, техничар нутриционист и во рамките на графичката струка, графичкиот техничар и печатарот. Задоволува ли интересот од страна на основците да го продолжат своето образование на некоја од овие струки? Како што кажав на самиот почеток, интересот од година во година се намалува. За жал, затоа и денес дојдовме со јавен повик до сите полуматуранти кои што се наоѓаат пред еден голем предизвик во моментов да дојдат и во дилема пред се, да дојдат на 29 и на 30 јуни на првиот уписен рок во нашето училиште, кое што се наоѓа во централното градско подрачје на улица 3 Македонска бригада број 22. Значи, во било која периферна населба во центарот, каде да се наоѓате, вашите патишта може да ве донесат до Димитар Влахов и да го продолжат учениците својот животен пат со изучување на некои од овие струки кои што ги набројавме. Традиционално, ние секоја година учествуваме на надпревари, учествуваме и добиваме награди. Учествувавме досега на пред малку може нашите гледачи да видат слики од наградните учества. Дека учествуваме на денови на занаетчество. На овој настан беа поканети сите 9 оделенци да видат со што ние располагаме како струки профили и пластично да се запознаат со тоа што ќе го изучуваат по трето, односно 4-годишното образование. Сега, без оглед на која струка ќе се определат, дали на трет или четврт степен, ова го кажувам посебно за оние кои што се на трет степен, бидејќи подоцна можеби ќе им се сменат размислувањето, па ќе сакаат да одат на висока образовна институција, на некој факултет да се запишат. Токму затоа ја имаме таа вертикална проводност која што овозможува по завршувањето на трета година и земање на диплома за трет степен, учениците да се запишат на четврта година и по полагањето на државната матура веднаш да се запишат на високообразовно понатамошно образование. Исто така имаме и хоризонтална проводност, каде што по завршувањето на четвртиот степен од образование, по полагање на државна матура, веднаш може да се запишат на факултет. Предпоставувам дека овие меѓународни сајми се убава можност за да се спореди каков е интересот за занаитите во западноевропските земји, да кажеме и кај нас конкретно во нашата земја. Да, значи, постои ли интерес за занаитите во останатите земји? Постои интерес, меѓутоа е во последно време, како што знаете, помал интересот, меѓутоа ние преку сите тие активности, како што каже колешката, се обидуваме да ги заинтересираме учениците и сакаме да упатиме повеќе полуматуранти дека можат да дојдат во нашето училиште, кое што располага со
опремени козметичарски и фризерски салони кои што се со навистина квалитетна опрема од оваа учебна година и можат да се запознаат со образовните профили, а исто така и за идните полуматуранти нудиме бесплатна шминка и фризура по повод полуматурските забави, па така отворени се нашите врати да дадат. Дали ги оптеретуваат, нели, буџетите на нивните родители, можат кај нас добијат бесплатна шминка и фризура од професорите и децата кои што се веќе обучени, бидејќи кај нас има освен нели теоретска настава, има и практична настава, што е многу важна, затоа што утре кога ќе го давате вашето CV за да се вработите некаде, многу ви бараат и искуство. Токму тоа искуство преку 3 и 4 годишното образование се проведува и во Димитар Влахов. Кои се причините за слабиот интерес според вас? Колку ги сметате занетите за перспективна професија? Премногу перспективна. Сите ние мораме во животот, нели секој месец или на 2 месеци ние жените поредко да се шишаме. Потребно е нели да јадеме месо, млеко. Многу е важно тоа. Меѓутоа, за жал, сите во денешно време сакаме да работиме во канцеларија, сакаме да бидеме менаџери, организатори, директори, што направи да замре интересот за занетите во поново време. Меѓутоа, искрено се надам дека од оваа година ќе го нема тој проблем и дека од година во година ќе се надминува тој проблем и дека се повеќе деца ќе се запишуваат на занаети затоа што ќе го имаат парчето леп во рака, за понатаму нели да си обезбедат за себе и за својата фамилија некој денар. Така. Ако размислуваме пошироко и подолгорочно, колку воопшто зависи развојот на економијата од развојот на занетчиството? Развојот на економијата за развојот на занетчиството. Добро, пред малку кажав, слушав пред некој ден на радио емисија дека нели се повеќе саеми за вработување се организираат се со цел за да се мотивираат младите да се впуштат во занетите. Токму на таа емисија жената кажа дека во ова време има многу недостиг на секторот од градежништво, има многу недостиг на производствениот сектор, што значи дека токму ради тоа тие даваат и субвенции, даваат и кредити, нели само кредитирачки средства, мотивации со цел да се изучи одреден занает. Сега ние конкретно ги кажуваме нашите занаети, меѓутоа во нашава држава има и други училишта. Ние би сакале да дојдат кај нас, меѓутоа сепак тоа нека биде одлука за секој од учениците каде ќе го продолжат образованието, доколку се одлучат, ние ќе ги пречекаме со расширени раце и ќе им го дадеме понатаму занаетот. Јас како за крај би сакала да споменеме едно неистакојдневно искуство на учениците од Државното средно училиште на град Скопје Димитар Влахов да готват заедно со светски познатиот готвач Џејми Оливер. Кога се случи тоа? Да, тоа Какво искуство беше за нив пред тоа беше едно преубаво искуство кое што го имавме ексклузивно само ние. Значи 2 години поред и минатата и предминатата година. Тоа е една кампања за здрава исхрана во која што нашите ученици готвеа заедно со светски познатиот Џејми Оливер. И колку беше задоволен од нив? Презадоволен. Има ли што да му покажат и да научи од нив? Да, секако, затоа што, како што кажавме, ние имаме една од најперспективните струки, струката на еднината, тоа е техничар нутриционист, затоа што знаеме дека во денешното секојдневие храната колку што е позитивна, толку е негативна, така да преку хемиско-технолошката струка и преку овие образовни профили се трудиме да влијаеме и на исхраната, што е еден од битните фактори во човечките животи. Ви благодарам што бевте дел од вестите на телевизија Нова и што ги споделивте информациите со гледачите. Се надевам дека разговорот побуди интерес кај идните средношколци. Искрено се надеваме и ги чекаме на првиот, вториот и третиот уписан рок. Ви благодарам. Благодарам.